Поштовани гледачи, ова е втор ден од отвореното студио на телевизијата 1. Вчера овде беше една своевидна врволица. Некогаш по една доза на нормална креативна импровизација, успеавме да ви доловиме кој се сегмент од ова одлично стокмено студио во кој преку ден ќе се слеваат и гости и моите помлади колеги и емисии, извршивме своевидна промоција. Јас сега ви предлагам да видите еден мал сегмент на тоа кои се ќе бидат домакините и како се имаме намера во наредниот период да ги осмислуваме проектите еден уредник, цел ден, една тотална телевизија со врволица од гости, дебати и така натаму. Како што ви е познато, секој вторник од наредниот или понаредниот, овде ќе се одвива една нова ребрендирана варијанта на Чуму. Чуму со својни домакински моабети, наспроти хистеричните полемики кои се повеќе ги има по медиумите. Јас ќе се обидам граѓанството и луѓето кои имаат своји преокупации да ги донесам во студиото во рамките на ребрендираниот Чуму. Сега ви предлагам да го видите инсертот што моите колеги од Шоубиз го направија по вчерашната катарза на отварањето на Студио 1, а тоа е како тоа ние не функциониравме или функциониравме и што ви остави печаток. Дури и да не сте не гледале, свртете на сајтот на 1 телевизија, ќе видите разни варијанти, ќе ги видите дел од разговорите кои предизвикаа први реакции во јавноста и се надевам дека и мојата маленкост ќе ви донесе разни содржини. Меѓу другото, следете дека во наредните неколку часа гости ќе бидат професор Лазаров, мојот колега помлад Чаловски, со мојот помлад колега Чаловски ќе се обидеме да доловиме одговор на енигмата зошто ние што се обидуваме да го сочуваме македонскиот јазик одеднаш нема заинтересирани студенти кои би сакале да го проучуваат. Сега гледајте како изгледавме вчера. А потоа ви предлагам да се тестираме и јас по подолго време, и јас по подолго време и вие да видите дали имате сугестии, што да направиме, како да направиме и што да донесеме во програмата. Погледайте го записот на нашата екипа од Шоубиз. Низ неделата ќе ве водат моите колеги и колешки, Анета Кочишки, која што ќе ја споделува атмосфера секој работен ден во секој четврток, така. Колешката Јадранка Костова, која исто така секој петок ќе биде со вас, колегата Ацо Кабрамов, кој со Боријан Јовановски ќе ги бидат. Да, ние ќе бидеме пар, да. Вие сте пар, стар пар. Така. И потоа колегата Чобовски кој што ќе води ќе се спари со тек на време. Што им недостига и што би сакале да ни сугерираат тебе и мене, како да изгледа новото Чуму. Иднината е нивна. Ние само ќе им помогнеме што подобро да ја дочекаме. Имаме амбициозен проект со големо време трајање и со многу сати вклучени рефлектори. Во старт нудиме нешто поинаку. Целта ни е што побрзо да стасаме на врвот. Карактеристиката на оваа отворена програма ќе биде што во текот на секое попладне до доцните вечерни часови од 14 до 23 часот, студиото ќе биде отворено за сите настани кои што можеби во тој момент се случуваат некаде низ државата, во светот, секако во Скопје. Ова е сепак една работа која што треба да ги забавуваме и едуцираме луѓето, затоа што сметам дека сепак Македонија како народ заслужува да биде на оваа тема што јас ја работам соодветно информирана и образована.
Ovaj čudesен splet na mladost i veterani od moj tip. Se nadam дека тие некаде ќе се спојат. Јас нем искуство, тие мене енергија и ентузијазам. Поштовани гледачи, како што ви ветив и како што ви информирав. Во наредниот период работам или работиме заедно со Бојан Јовановски, бидејќи тој прифати таа идеја, на ребрендирање на Чуму како една нова граѓанска работилница и во основа сакам да го вратам така наречениот домакински муабет. Што тоа значи? Тоа значи дека во едно семејство луѓето разговараат, деца со родители, разговараме на еден прилично толерантен, но и хистеричен начин. Честопати знаеме да се скараме и да се споиме и истовремено да размислуваме како е возможно да се живее под еден кров. И кров кој на Македонија би требало во една максимална верзија да ја представува европското семејство. Јас се надевам дека затоа сакам да ве повикам да малку поразговараме. Се разбира, многу сум посреќен доколку ги добиеме вашите први рецензии и првите сугестии. Добар ден, ако има било кој што така трпеливо го следи Студио 1, отворена програма од 14 до 23 часот. Телефоните се 02 305 5553, значи 30 4 петки па тројка. Па потоа имате 02 305 5551. Јавете се, ве очекувам доколку сте расположени. Доколку ова време на ручек и собирање на семејството и доколку немате било каква информација што би била интересна за така наречен домакински муабет, јас ви предлагам да ме сослушате што ќе објавите. Значи, веќе го најавувам професор Лазар Лазаров, универзитетски професор од ФОН, со која ќе разговарам на тема некаде после 17 часот, после 18 часот, што е тоа што ВМРО има некаква историска нитка на комуникацијата со светот и светот со ВМРО и неговата идеолошка матрица, национална матрица и така натаму. Потоа ќе го имате ексклузивното интервју со најстариот научник во Македонија, академик Ѓорги Филиповски, кој е единствениот жив основоположник на МАНО. Ако нема гледачи, што за мене ќе биде своевиден мал критички осврт дека или не знам да ги анимирам или доволно не правам да бидам провокативен, ви предлагам да го видите телевизискиот спот што екипата на Студио 1 го направи при снимањето на едночасовниот разговор со академик Ѓорги Филипов. Исклучително витален, мудар и стамени човек. Добро е да си стар. Имам близо 100 години, без некој месец. На Свети Ѓорѓија 100. Добро е да си стар, ама не е лесно да си стар. Дали староста ве измачува во онаа смисла да размислите што сум направил во животот? Па човек се враќа и размислува што е тоа добро што сум направил и што е тоа лошо што сум направил. И секогаш ме мака ако некому лошо сум го направил, а сега не може да го поправам. Вие сте најстар жител или во најмала рака сте најстар научник во Македонија? Најстар научник. Не сум најстар жител, зашто има и други 100 годишњаци, а и постари од мене. Аз сум најстар член на академијата, зашто сум од првиот ден. Најстар сум научен работник, затоа што сум прв и единствен жив меѓу универзитетската заедница основана 1949 година, кога се основа универзитетот во Скопје. За жал, не знам да е уште некој жив од нив. Во едно многу тешко време,
после земјотресот и тие 2 години ми се најтешки во животот, затоа што затекнав разрушени или оштетени факултети, студентски домови, професорски згради, сето тоа требаше се обнови, успеавме да го направиме и се дигна универзитетот како феникс од пепелот. Тешко ми беше и тоа време не може да го заборавам. Следите отворена програма на Студио 1. Ве повикав наши почитувани да се јавите како прв сигнал и прва рецензија. Освен она што инако мојата Јана така виспрено го прави во својата минута, да поразговараме за можностите што би требало да направиме или да направиме во осмислувањето на така речените муабети како нов сигнал на една граѓанска работилница. Добар ден. Добар ден. Не слушам внимателно. Да, ме слушате, него добро го имам намалено тонот, прв пат се јавувам во емисија воопшто. Сакам да ве поздравам вас и вашата телевизија. Ми спровоциравте со тоа што рековте дека не можете да вие да анимирате. Мислам тоа ваша, мислам, не е грешка, него не дека вие не можете, него луѓето најверојатно како име големо новинарско, па име така по неизгодно да се јават. Јас имам поздрави за успех на вашата телевизија, супер сте. Предлози немам, сега почнувате со новиот концепт. Се надевам дека ќе бидете супер. Вака звучни имиња сте и подмладокот ви е доста добар. Поздрав посебно до водителот Сергеј со мода, неговиот прилог мода. И продолжете така, се надевам дека многу години ќе славите роден ден. Да дај Господ. И ја мислам дека би се подновил. Меѓутоа имам една мал доказ за потребата од наш интерактивен диалог. Велите не се јавуваат. Или сум јас лош, или сум циничен, или пак луѓето помалку стравуваат од моите години. Што вие мислите? Стравуваат. Стравуваат не од годините, од вашето искуство и тоа. Сепак мислам дека се должи на тоа. Јас, верувате, прв пат се јавувам во програма, во било која во вашава телевизија и во било која не сум се јавувала. Ама така ме спровоциравте затоа што мислам не смеете да се сомневате вие. Мислам воопшто да не се сомневате. А сигурно се стравуваат. Не сте циничи. Така делувате можеби. Ниче вели, ако немаш сомнеш, немаш иднина. Но, тоа е сега едната димензија. Ви благодарам што бевте љубезни и што помалку ме релаксиравте, зашто јас, знаете што, освен што имам трема творечка и, да ви кажам право, за прв пат, по подолго време, правам ваков телевизиски форум со директни јавувања. Се надевам дека има и некој друг слушател и друг гледач. Гледате, уште ме води радио инстинктот со слушатели. Јас кога пред 35 години, еднаш вчера и тоа го реков, во Радио Скопје се направи една прекрасна отворена програма секоја сабота Радио Спектар. Тоа беше дефиле на креативни мисли и граѓанство. Денеска кога ги слушам реакциите на нашите граѓани, едни исти луѓе се уваат, помалку да ви кажам, стравувам дали и мене нема да ме окупира тој синдром на ајде не употребам голем збор плурализам на јавување заради јавување. Дајте да се концентрираме на еден муабет, дури и да мислиме различно. Ја тоа најмногу го сакам. Што вие мислите? Да. Многу го кажате. Се надевам и јас дека нема да се јавуваат едни исти и дека вака ќе се испровоцираат како мене да се јават.
на некоја, мислам, и емисија со тема што ќе биде, некогаш и јас сум доаѓала во ситуација да сакам да се јавам испровоцирано од темата или од нешто, ама не сум можела и немам време како некој што може да дојдам на ред од такви што се јавуваат секојдневно. Се надевам дека да, ќе се повторуваат некои, тоа е нормално, нели? Ама и вака како мене што се јавиле воопшто прв пат на телевизија, ќе има повеќе. Ви благодарам, имате лесна нога, вели народот. После вас ми зборуваа дека има телефонски јавување. Ви благодарам уште еднаш, пријатно попладне со студија. Ви благодарам, многу убава работа, многу години да славите родендени. Не, доста ви од моите години. Да, добар ден за мојот друг соговорник во студио 1. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас прво да поздравам, да честитам за прекрасната програма и студио. Се радуваме што е денат повторно на екраниве. Свалев се долг период ве немаше да продолжите така и само да ви честитам и да ви поздравам. Да ве прашам нешто, ама искрено да ми одговорите, домакински. 50 години сум новинар, не сум ви досаден? Не уопште, човек. А? Да, а? Не уопште, без конкуренција, number one. Тоа баш и не сум навикнат на толку фалби, иако јас сум многу самокритичен кон себе. Благодарам уште еднаш и вам што се јавивте, но да ве прашам, бидејќи ме следите. Овде имаме договор да го ребрендираме Чуму. Се надевам дека памтите барем една од оние 200 емисии што ги направивме, меѓу другото половина од нив и во ова студио тогаш беше Томато, која исто зрачеше со една позитивна енергија. И морам да им кажам на гледачите, па и вас да ја подсетам, дека овде беше првото соочување на Груевски, неговата влада и Зоран Заев и тогашните експерти и мислители. Морам да ви кажам дека бев во еден интерактивен однос 3,5 часа, во кое немаше препрека да се разговара за перспективите на владината економија. Дали мислите дека грешам со идејата да се обнови Чуму како нов граѓански форум? Не, воопшто. Вие сте секогаш на прав пат, мислам дека. Моето мислење е тоа и тоа. Добро, ви благодарам многу. Пријатно попладне и за вас. Дали има уште некој? Нема. И сега што ќе правиме? Има што да правиме. Додека не се подготвиме, јас ви предлагам да погледате, ми се чини дека ова е време и за еден блок ЕПП, што инако би требало ние да заработиме. Режија, дали би можеле тоа да го обезбедите додека не добиеме други контакти? Доколку и тоа не е готово, јас ви... Добро, добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. И јас со кого разговарам? Со господино Чомовски? Вие разговарате со Чомовски, а јас ќе ве замолам малку само да го стишате телевизорот. Одма без глас ќе го Немате без глас, ја морам да имам некој глас. Добро, стварно мора да има некој глас, ќе смаам. Вака, пратам од отварањето А1 телевизијата и све сте подобри и подобри. Многу ме радува. На 50 години. Добро, господинот Чомовски, да. Господинот Боријан, господјата Костова од Форум. Сите со задоволство. Ајде сите, Кочишки. Да, Кочишки више е пофали. Немојте да ги се јавувам у 73 години, втор пат се јавувам на телевизија, али прекрасни сте. Прекрасни. Вчера, значи, не можев да го напуштам телевизорот. Господине Чомовски, кој што рековте, работев и ве слушав. Денеска исто така, пред телевизор немам обичај да седам, али ме провоцирате да ве слушам со задоволство, ме опуштате. Драго ми е, нема тешки теми, тешки некои состојби кои не иритираат уште повеќе. Знам да направам и тешки теми и да се изиритирате, ама тоа ми представува адреналинска содржина на новинарството. Јасно ми е дека е така, али и тоа за нас, за мене конкретно како гледач, не е тешко.
Задоволство ми е да ве слушам, да ве гледам, све на место кажувате, ништо не карикирате, вистината е зборите и тоа многу значи. Значи ги спомнавме овие, да речем, условно новинарските ветерани кои ќе бидат преку неделата уредници на денот, но овде има една прекрасна млада екипа. Некои ќе испуштам, ја стално викам од ова моја млада Јана, до Баневски, до Чаловски, до една цела екипа на шоу, бус и така натаму. И искрено речено ви кажам, јас како родител имам однос кон Сергеј Варошлија, кој во првиот налет кога се појави, бев веројатно еден од ретките кој му реков издржи, ќе биде жестоко, но задржи го темпото на критичка дистанца кон провинционализмот во Македонија. Ви благодарам што се јавите. Режија, дали има друг? Ајде, повелете, пуштете уште еден. Добар ден. Добар ден. Поздрав, господине Чумовски. Драго ми е што ја гледам повторно на телевизија со вашите добри емисии. Па немаше долг период да ме нема од екранот. Летни одмори беа. Долг период ве нема, но еве сега, пошто ве гледам, како гледач... Ало? Да, повелете, да слушам. Како гледач ви дал на вас и на вашата телевизија една интересна случка, да се позанимавате малку. Добро. На X особа, телефонот го имате тамо, може после да разговараме и детално да се да кажам. На X особа, куќето е починато 10 години. Фирма која што тогаш вакцинирала кучиња, 7 години не постои, во ликвидација е. Сега на особата му доаѓа, после толку години, 10.000, тој е пензионер со 10.000 пензија, 10.000 на нотар треба да плати. Кај го има тоа? Ама зошто? Што да плати се? За кучето? Да плати, не го вакцинирал кучето пред 10 години. А човекот носи листа, еве кога сум го вакцинирал. И сега, кај ќе легнат тие пари? Абе, за едно куче 10.000 треба да плаќа. Кај го има ова? Да не плати струја, да не плати други давачки. Се согласувам. Тоа е ред во државата да си плати. Тој го вакцинирал кучето, вакцинирано има белешка. Кучето починало. Фирмата што вакцинирала 7 години е во ликвидација. Не постои. После толку време, еве сега пред 20 дена, пензионерот добива од нотар, од каладарци, дека треба да плати ради кучето 8.500 колку една пенсија. Кажете ми кај го има тоа? Знаете, првата реакција моја инстинктивна што ми иде да одам таму и да завијам како куче, па да видам кој побрзо ќе апне. Очигледно дека ова вонинституционална кражба или институционална кражба што е направена во Македонија со разни извршители, со овие постфестум решенија што ги прават разни компании во Македонија, меѓу кои други и се отварат и стечајни постапки и така натаму. Тоа што банките го направија во миксот со суството, тоа е една комплетен доказ за аномијата на институциите во Македонија. Ви благодарам многу. Се надевам дека... Да, поверете. Ви слушам. Јас и тема исто, дебата би отворил со премиериве. Еве, фирмите одат во стечај. Па фирмите отишле во стечај. Јас лично премиерка имам прашано како може, кога да вика директорот, како може да биде одговорен директорот, 8 години не ми платил стаж, 8 години не ми давал плата, фирмата работи и оди во стечај. Па не е крив директорот. Криви се државните институции кои што дозволиле тој директор да работи така. Чекаде малку да се разбереме. Рековте премиерка, ја со Барнабич се разговарале? Да, бивша премиерка сум разговарал со неа. За нова тема и ми вика во правоси. Ама чекаде, ние Македонија немало да се премиерка или со Меркел се разговара? Да не именувам сега. Се шегувам. Добро, ви благодарам многу. Режија, дали сме уште во динамика или да го оставам овој простор? Да, полете? Нема. Еве, овој простор ќе го оставам на Јана и таа малку ќе провоцира со низиниот шарм. Сега ви предлагам да чуете еден дел од прашањето за тоа како и на каков начин го чуваме македонскиот јазик. Додека
мојот колега Чаловски се подготви да влезе во студио. Погледнете само еден од... Немаме ли време? Уште колку имаме време, режим? Добро, нема гледачи? Нема, благодарам. Толку бев интересен. Уште еднаш телевизискиот спот за професор, за академик Георги Филиповски, што ќе го гледате после 21 часот. Дајте ми гледач. Еве, одма ме предупредуваат, иде гледач. Ајде, добро дошли. Ја ќе зборам. Да, повелете. Ве слушам. Добар ден. Ало? Да, повелете. Па дали сум овде за ова емисијава со Чомо? Тука сте. И со Чомо директно. Да го намалам телевизорот. Намалете го, ама немојте го фрлите. Не, това сум го купил, па ќе го фрлам. Добро. Сега, зашто ви е темата касно пуштив? Тоа, јас кога шетам малце викат касно палиш. Но, бидејќи граѓаните у принцип имаат право и нашите гледачи, јас тестирам на оден начин, тестирам една моја професионална провокација, дали знам да разговарам со вас, граѓаните, и како да направиме граѓански муабет. За разлика, например, од досегашните дебати за кои лично мислам дека сум некако сум формирал јавно мислење, сум учествувал нив, но во еден момент ми се чини дека беа пренагласени, преагресивни и така натаму, и да се вратиме на еден посмирен тон на разговор. Што вие мислите? Па добро, тука сте во право, зашто на сите овие емисии што ги даваат, нон-стоп едни исти гледачи. Да ве прашам нешто. Да ме прашам. Јас се согласувам со тоа дека едни исти, не гледачи, и едни исти гости понекогаш. Дури морам да кажам, и јас избоктисав сам од себе и од дијалозите што со некој ги правев. Вас, доколку ве покарам, дали би дошли во студио да поразговараме, да си направиме еден домакински муабет? Да, би дошол. Да? Да. Бидете на линија, оставете го телефонот доколку сакате на нашата режија. Јас во текот на неделата ќе ви се јавам да се видиме, да поразговараме и да ве поканам да бидете наредниот вторник еден од гостите на така наречениот граѓански форум. Се согласувате? Да, се согласувам. Ви благодарам многу. Режија, уште колку минути сме? Еве реклами, ајде, и следува Александар со вестите.